Овој коментар ќе го посветиме на процесот на практична дискриминација кој се одвива пред наши очи, а кој е врзан за можноста на албанските студенти кои студирале на албански јазик право пред се, да полагаат правосуден испит на истиот јазик. Државата прави од тоа проблем, кај што не треба да прави проблем. Институциите реагираат сите несмасно. Се отвара една можност за една губитничка варијанта во која Македонија ќе ја бутнат повторно со критики од меѓународната јавност. Европскиот совет се јави, министерот за надворешни работи на Албанија се јави со соопштение околу тоа. Внатре има жестока подела, тоа станало политичко прашање пар екселанс, по онаа логика на Карл Шмит дека заострените противречности го дефинираат политичкото, така да и ова се заостри во политичка дебата. Имено се работи за погрешен став на владечките фела на правници поврзани со власта и на институциите на власта. Председателката тука само доли една каша попаран со некаква правна изјава, која требаше да биде уставно правно толкување, а беше уствари грешка во све. Околу тоа, зошто правосудниот испит треба да се полага на македонски само. Ставот на властите е дека погрешен во смисла дека правосудниот испит се поврзува круцијално фактички со вработувањето и работењето во судот и судските постапки. И аргументацијата оди по линија дека во судските постапки е многу комплицирано, се има двојазичност или тројазичност, дека така сугерирала и Венециската комисија, што е точно во делот на судските постапки, и дека тие што учествуваат во судските постапки треба да го владеат, да го знаат македонскиот јазик. Тоа е коректно, тоа е окей. Меѓутоа, тоа воопшто не е прашањето во овој случај. Правосудниот испит не може да се поврзе со директно на овој начин со судските постапки, јазикот на кој се водат судските постапки, бидејќи тој се поврзува со процесот на образование кој претходно го имале студентите и се поврзува практично со приватната нивна иницијатива и желба да полагаат правосуден испит. Државата не им гарантира вработување во судот ако го положат правосудниот испит. Ако им гарантира вработување во судот, тоа има логика да им бара да го знаат македонскиот јазик при полагање на правосудниот испит. Бидејќи не им гарантира, она нема правна логика и можност и аргумент да го поврза, да ги поврза судските постапки со полагање на правосудниот испит. Правосудниот испит може да се полага и треба да се полага во опција на јазикот на кој се поминати правните студии. Ако правните факултети на албански јазик се легитимни и легални, и правосудниот испит треба да има опција да може да се полага на албански јазик. Инаку, студентите кои ги учеле основните правни институти на албански јазик се ставаат во дискриминација да полагаат на македонски јазик само испитот. И тоа дефинитивно, таа дискриминација ќе биде утврдена и меѓународно, и внатрешно, и од соседите, и од институциите кои се бават со тоа. Тука нема дилема, тука ќе влеземе у губитнички филм дефинитивно, без исклучок. Компаративната пракса исто така во мултикултурните држави не работи во корист на владината позиција. Во Финска, например, опција е се полага правосуден испит и на фински и на шведски, иако шведите се тамо 1% од население, целосно. Во Швајцарија студентите имаат опција да бираат како ќе полагаат правосуден испит. Во Белгија се полага два паралелни система, таму има поради федерацијата и на фламански и на француски, и на валонски на фламански всушност. И во таа смисла не може во ваква ситуација не може тврсто да се повика на некаква хомогена држава и структура како се полага, туку треба да го решат проблемот согласно логиката на студиите кај студентите, без дискусија. Во оваа ситуација дополнителна каша додадоа немуштите правни толкувања. Например, ставот дека на председателката Сењавска дека
треба да постои еден правен јазик за јасност на пресудите. Мислам, без везе тоа став. Зашто пресудите и процесите би биле нејасни ако е на англиски јазик, например, како во Индија, процеси некои се на англиски јазик или ако се суди според меѓународни конвенции, англискиот јазик влегува во процедурата на толкување на конвенциите, со или без преводи. Зашто биле тие јазици нејасни? Или албанскиот е само проблем? Меѓутоа, целата расправа кој јазик е правен во постапката е илузорна расправа. Тоа не е прашање на проблемот. Проблемот е како ќе се полага просудниот испит, а не каков е јазикот на постапката. Јазикот на постапката, согласно и сугестијата на Венециската комисија, може да остане македонскиот. Тоа не е проблем. Оние луѓе студенти, колеги кои полагале на албански јазик или учеле на албански јазик, целокупниот процес, правни категории на македонските закони и институции ги учеле и на албански јазик, може да им се бара при конкурсот да влез за вработување во судството, да им се бара дополнителна диплома на полагање на знаење на македонскиот јазик на определено ниво. Каков е тоа проблем? Или каква ќе биле комисиите за испитување на просудниот испит? Дал една морало да биде комисија? Кај тоа една комисија? Зашто? Може да има две комисии, може да има мешани комисии, може да има секакви варијанти. Тоа се глупави проблеми кои се истакнуваат тука само да се одржи дискриминацијата во која е влезено сериозно. Во таа смисла имаме проблем ако владата остане при оваа позиција, еден лузерски проблем кој ќе биде корнирани, како се вика, и од меѓународното аспект компаративно право, а и внатре, со тензија внатре, која не може да се оправда, осем во она владина политика дека треба да ги става албанците на своје место, која ќе донесе губитничка позиција генерално за македонската држава. Меѓутоа, погледнете го проблемот и од друг аспект. Подигајќи го ова на еден судир внатрешен де факто, прашањето кое може да се постави сега, дали владата всушност сака тоа да биде тензија. Дали владата сака да има уште еден проблем на меѓународен план со Албанија. Ако Албанија ова сериозно го поддржи, го прифати, дали проблемот освен со Бугарија сега ќе се мултиплицира и со Албанија по друго прашање, во која Македонија и во двете ситуации во губитничка позиција, но можеби не е за владата губитничка позиција, бидејќи ќе остане супер изолирана, без било какви шанси да ја обнови својата европска стратегија. Можеби тоа е незина желба со оваа тенденција, прашањето го држи, место да го решава, а тука постои, знаете, линија на која сугерира дека сака да го реши. Ке свика неформални состаноци меѓу експерти, различни, ќе доведе до една и меѓународни исто така, ќе доведе до едно заедничко решение и понатака оди чекор напред во решање. Тоа не го прави, го прави со затегање и подигање на изјавите против тоа до сите владени, односно политички институции во Македонија. Што е проблем? И во таа смисла ние гледаме пред себе таа губитничка катастрофална политика на власта која не држи и не воведува само во циклуси на изолација преку кршење на човековите права и отворени концепти на дискриминација внатре.